Почитувани, се ке поскапи. Покачувањето на давачките за нафта и горивата и најавеното драстично зголемување на цената на електрична енергија е најлошата економска одлука која што може да се донесе. СДСМ ги удира граѓаните, ги удира земјоделците, ги удира таксистите, превозниците, преработувачката индустрија, стопанството, сите домаќинства, пензионерите. Се ке поскапи. Вакво драстично зголемување на цената на горивата и на електричната енергија во период на економска рецесија и на веќе видлива инфлација ќе ги зголеми цените на се, ама буквално на се, на храната, на сметките, на превозот, на земјоделските производи, цените на облеката, цените на се. Овие најавени поскапувања не се ниту први, ниту единствени во време на владење на режимот на СДСМ. Нафтата со новото поскапување на давачките од 3,5 денари за така наречена еколошка такса, како измама за празниот буџет, и зголемувањето на ДДВ по тој основ, вкупно нафтата е зголемена за 14,06 денари само за давачки кои што ќе ги плаќаат граѓаните за даноци, акцизи, такси и маржи по 1 литар гориво. Овие 14,06 денари не се плаќа пред доаѓањето на режимот на СДСМ во Македонија. Да подсетам, дека струјата лани веќе се поскапи со 7,42%, а за оваа година се најавува ново дополнително двоцифрено поскапување. Почитувани, Зоран Заев не ги враќа парите на граѓаните. Зоран Заев ги зголемува сите возможни цени, даноци, такси, маржи и акцизи кои што ги плаќаат граѓаните кон државата. Тендерите за нивните фирми врват, државните компании нижат загуби, граѓаните осиромашуваат, а власта се луксузира. Заради нивното расипништво, граѓаните ќе плаќаат многу повеќе. Поскапувањето на горивата и на струјата е со единствена цел да се пополни празната буџетска дупка создадена со нивното расипништво. Се друго е лага.